лесно се доведуваме во ситуација државата да мора да бара решенија од невозможни и неуставни ситуации. Ама чекайте се да не заборавиме. И ставот 3 од членот 173 од деловникот на ВМРО ДПМН им дава право да поднесат амандмани за укажувањето на претседателот. Како што другиот став прецизира дека амандманите мора да се однесуваат само на промени кои што настанале во првото и второто читање. Но зошто спикерот тогаш ги повикуваше пратениците на ВМРО да поднесуваат амандмани? Повикувајќи се дури Мислам на дека е двата. тука грешката. И на двата члена. Мислам дека е тука грешката затоа што стана јасно. А зошто не се јасно. увиде грешката на почетокот, па да имавте јасен став од самиот почеток дека е тоа не деловнички. Дури и самиот спикер од една страна се обидува деловнички да го објаснува своето однесување, од друга страна самиот признава дека преговарал со ВМРО ДПМН. Мислам и он нека реши сега што е вистината. Спикерот кога ќе дојде ќе си ја образложи својата позиција. Она што на сите кои што го читаат уставот, не што го знаат, кои го читаат уставот им е целосно јасно и дека во моментот Иванов има уставна обврска да го потпише законот. За името, Русија, законот за јазици, случајот Алмир, оставката на министерот за правда Салии, истрагата на СЈО против Ахмети, интервју со министерката Радмила Шекеринска, вечерва од 22:30 на Алса.